Здраво на сите, јас сум Джейлан Велио. Живееме во време кога меѓународните политички односи и натаму ги креират националните држави. Националното будење како романтична просветителска цел на 19-тиот век продолжи во империалистичката тотална војна во 20-тиот век. За во 21-виот век да мутира во национализам и десничарски опортунизам. При тоа нациите и национализмот како поим се покажаа флексибилни и прилагодливи на различните фази на капитализмот и онај мал период од социјализмот во 20-тиот век. Имајќи ги во предвид историските обележја и поимите нација и национализам, денес ке разговараме со другарот Стефан Илиевски. Здраво, Стефан. Здраво, Джейлан. Пака мило ми е што прифатија си дел од оваа емисија и се надевам ќе имаме доста продуктивна дискусија. Мило ми и на мене. Па прво би почнала со теориите на национализам, како се формираа нациите во 19-тиот век. Значи, прво мислам да се представам, јас сум Стефан Илиевски, сум магистар по историски науки. Специјалност ми е, специализација ми е 19-тиот век, поготово историјата на балканските држави и формирањето на нациите и национализмот. Значи, за да влеземе во суштината на проблемот за тоа како настануваат балканските нации, први мора да ги разгледаме тоа што се вика теории за настанокот на нациите и на национализмот. Значи, до некаде 80-тите години на 20-тиот век во историската наука доминантни беа теориите, така наречените примордиалистички теории, тоест теориите дека нациите постоеле од секогаш и дека постои извесен нивен континуитет дури од антиката. Но со развитокот на модерните општествени науки, социологијата, филозофијата и историјата, овој пристап започна да се менува и во по 80-тите години во историската наука се почнуваат да се појавуваат нови теории за тоа што всушност што се нациите и како всушност настанале. Овие теории се нарекуваат модернистички и нивниот фокус е на тоа дека нациите постојат од некаде после француската револуција, односно генерално се формираат во 19-тиот век. Предводници на овие теории се Ернест Гелнер, Бенедикт Андерсон, Ерик Хобсбаум и други истражувачи. Накратко, суштината на овие модернистички теории е тоа дека нациите се нус производ на развитокот на општеството како такво, и во економска смисла, и во технолошка смисла. Значи, освен овие модернистички, во последните 10 до 20 години се појавуваат и многу различити пристапи кон истражувањето на нациите и национализмот. Вреди да се спомене уште еден исто така голем мислител на ова поле, Ентони Д. Смит, кој се обидува да направи баланс помеѓу примордиалистичките теории за нациите и модернистичките, со неговиот така наречен символички пристап, тоест тој го признава тоа дека нациите се формираат претежно во 19-тиот век, но смета дека зад нив стојат и некои символични настани, мислам како што е да пример случајот во Србија со Косовскиот мит, кои што имаат битна фаза во тоа како се развиваат нациите во 19-тиот век. Јас сум приврзаник на модернистичкиот пристап, генерално на пристапот на Ернест Гелнер, кој што става фокус на индустриализацијата и развитокот на општеството во 19-тиот век. Тоа го гледа како клучен фактор што доведува до тоа државата да се централизира и да започне процесот на градење на нациите. Мислам, самиот термин градење на нациите зборува дека нациите се развиваат во фази, дека не постојат сами од себе, не се дадени условно од Господ, туку зад нив стојат конкретни околности, тоест објективни и субјективни причини.
Сега, овој начин, за да сватиме зошто и како започнува овој процес на Балканот во 19 век, нужно е први да ја видиме пошироката слика во светот во 18 век и ситуацијата во Османлиската империја во 18 век. Значи, како што знаеме, 18 век е така наречениот век на рационализам, односно со појавата на мислителите како Дени Дидро, Жан-Жак Русо и останатите француски просветители и процесот на појава на просветителството во Европа започнува да се перцепира, да се создава една нова клима каде што започнува суверенитетот на државите да се смета како суверенот на државите наместо монархот, како што било случај до тогаш, што се смета народот. Тоа особено доаѓа до израз со француската револуција од 1789 година, кога овие идеи за братство и единство пред законот на сите луѓе добиваат на сцена. На тој начин формирајќи го за прв пат во Европа политичкиот француски народ. Ова вијење што се случува во Европа, во буржоаско вијење, допринесува за тоа за брзо време овие идеи на француската револуција да се прошират и на Балканот. Сега, ситуацијата на Османлиската империја во 18 век е малку би било најубаво да се каже дека Османлиската империја е во процес на декаденција, на опаѓање, особено по Карловачкиот мировен договор со Австрија од 1699 година. Значи, целиот 18 век е век на стагнација. И најголемиот дел од населението на балканскиот дел на Османлиската империја се главно селани кои што живеат во така наречениот Румилет, додека и на нив дека не постои ниту освен црквата кај балканските христијани, не постои ниту една институција што би можела да потикне некој период на реформа, на просветителство, на општо подигање на културното ниво на населението. Доминантната подоба, значи, во Османлиската империја, доколку ги гледаме и пописите, иако се рудиментални, мислам не се тоа пописи во вистинска смисла на зборот, е помеѓу муслиманите и христијаните. Односно, помеѓу припадниците на Рум милетот и припадниците на муслим милетот. Значи, сите муслимани што живееле во Османлиската империја биле припадници на муслиманскиот милет, а сите што живееле што биле христијани, биле признати од османлиската власт и тие биле сместени во категоријата на Румилет. Името Рум доаѓа од Румелија. Румелија. Румелија, односно Румелија е Византија, бившата земја на ромеите. Значи територијално тоа значи поданиците што живееле на Балканот биле Румиле, така без разлика на нивната религија. Не, оние што биле во христијанскиот милет. Они ги сметале дека они биле под власта на цареградскиот патриарх, сите што биле под власта на, Османлиската империја била противно на оние предјасови што ги има, била релативно толерантна во однос на правата на заедниците. Христијаните, евреите биле признати како народи од книгата, мислам тоа сигурно те е познато во исламското учење, односно шеријатот, и како такви уживале известна автономија. Не биле прогонувани, туку исламот бил на некој начин толерантен кон нив. Освен во некои региони, што Османлиската империја од воено-политички и геополитички причини ги например форсирала оние процеси на исламизација. Генерално, мислам да сакаат османлите да го исламизира целиот Балкан, ќе го исламизира, но тие беа толерантни. Тие во некои домени. Значи, на христијаните им било дозволено да се ги вршат своите религиозни обреди, да формуваат свештенски кадар и всушност
челниците на Румилетот, односно православната црква, биле задолжени за чување на патствата, мислам со таква терминологија малку неконвенционална, чување на редот и мирот помеѓу христијанското патство. Тоа значи помеѓу христијанските верници. Проблемот е што не постоеле никакви изречити национални чувства и често тие се биле конфузно представувани. Например, еден бугарски би се рекло научник, истражувач во 18-тиот век, Паисий Хиландарски, мислам интелектуалец, тоа е најдобриот термин, пишува една историја, се вика историја славјано-бугарска. Ова историја тоа почнува со тоа што вика зошто се срамите да се наречете бугари. Ова реченица значи дека веќе постоел процес на тоа дека христијанското население на Балканот не се идентификувало со одредена нација или со нации, туку се идентификувало со селото во кое живеело или преку религијата се идентификували со тоа што биле христијани. Не постоела некоја виша абстрактна концепција за тоа што е нацијата. Тоа е еден примерите, има преку многу голем. Мислам, има исто еден добар пример од Охрид, еден англиски истражувач, ова се случува покасно, околу 900-та година, значи на почетокот на 20-тиот век, истражувач и патописец Хенри Ноел Брейсфорд, кога оди во Охрид и стретнува некои деца околу Охридската тведина и таму ги прашува дали знаете на кога е оваа тведина. И тие му викаат, не знаеме, на нашите предци, знаеме дека биле христијани. И тој бил упорен, ги прашал пак, а што биле тие бугари, срби, грци? Но децата му одговориле, беа христијани едноставно. Немале они представа што се тоа бугари, што се срби, што се грци. И ова доаѓа еден век подоцна. Можеме да замислиме само каква била ситуацијата во 18-тиот век. Генерално, значи, луѓето биле селани, биле необразовани, немале некоја јасна представа за тоа што дали се припадници на некоја нација и се идентификувале генерално со верата, со религијата и потоа со некои локални маркери, како например припадник на село, на не знам, на некоја локална заедница и така натаму. Како настануваат нациите на Балканот? И пример многу интересен е фактот што генерално народите на Балканот сметат дека датират уште до античко време, а уствари науката зборува за нешто друго. И сега кој е моментот тука? Проблемот со тоа е што сите нации пробуваат да си оправдаат пред се своето постоење, а потоа и својата експанзија империалистичка, зашто кога доаѓа до тоа што се нарекува империализам во Европа, тој империализам се всушност манифестира и на Балканот. И сите нации, мислам, тогаш се три доминантни држави на Балканот, Србија, Бугарија и Грција, пробуваат преку оправдување на своите историски митови и поврзување со антиката, да ги оправдаат своите сегашни во тоа време актуелни интереси и освојување. Али за тоа ќе се навратиме подоцна. Мислам, пошто тоа се генерално случува после големата источна криза, така наречена. Први што успеуваат да создаваат нација на Балканот се грците. Зошто Грција? Првите се има во предвид дека Грција секогаш имала богата трговска елита и богата елита во Константинопол, тоест тогашен Истанбул. Ова интелектуална елита се нарекувала фанариоти и тие фанариоти, мислам, доаѓа од квартот Фанар во Истанбул, од тука и Фенербахче, например, чисто као некоја аналогија со денеска. И овие фанариоти биле всушност прередувачите на царскиот двор.
И тие преку преведувањето всушност доаѓаат до високи дипломатски позиции по исклучувањето на договорите и зголемуваат голем дел од своето богатство го создаваат служејќи на османлиската држава. Биле нејзини поданици и нејзини чиновници. Ова елита, бидејќи е богата и бидејќи ова елита во Константинопол и она во Грција, тоест во Пелопонес и Атика околу Атина, генерално се занимаваат со поморство. Бидејќи се занимаваат со поморство, тие се отворени кон другите европски држави. Тука е Марсеј, тука е италијанските градови, тука се Англија, како се зголемува трговијата со холандските градови, со Белгија, например. Така овие грци што се богати добиваат, ги преземаат идеите на француската револуција, ги преземаат идеите на романтизмот од Германија. И започнуваат да истражуваат за тоа за нивното минато. Претходно има една интересна случка за време на грчката војна за независност и исто така еден грчки интелектуалец отишол кај еден клефт. Клефтите во Грција се всушност аналогија на нашите ајдуци и го прашал ти си модерниот Ахил. И клефтот, бидејќи не знаел, не бил едуциран, го прашал, му одговорил на интелектуалецот кој е тој Ахил, дали тој убил повеќе муслимани од мене. Проблемот е што ни самите тие што биле водачи на востанието и клефти познати во Грција немале представа за тоа кои биле нивните предци. Немале образовен систем кај што точно ќе им кажале тогаш се случило тоа, немале историја, немале географија, немале национални работници. Но со овие, со доаѓањето со тоа што ова богата елита ги презема идеите од француската револуција и од просветителството, започнува интелектуално стоење претежно во Романија, тоест во Влашки Молдавија, бидејќи таму голем дел од фанариотите биле испраќени како превувачи, и во Грција. И започнала доба на истражување на минатото, на поврзување на јазикот. И мислам дека тоа се гледа во контекст на тоа цело панелинистичко движење што се случува во Европа. Мислам, доколку се сеќаваш, Байрон доаѓа од Англија да се бори на сцена на грчките востаници за време на грчкото востание. Грчкото востанува почнува 1821 година, до 1830 година со голема помош на големите сили, со помош на Русија, на Франција и на Англија. Мислам со познатата битка на Наварино, добиваат независност и биднуваат првата православна држава на Балканот што е независна. Добиваат одма независност. Ама во која независност, како независност како денешните држави, со своја територија, народ, религија, власт, или некоја друга форма на независност? Независност, останатите балкански држави имаат фаза прво на автономија, под османска управа, па подоцна добиваат независност. Грција веднаш станува независна држава и на нејзино чело доаѓа баварски крал. Тоа е Отон I. Сега ова е Отон, бидејќи фактички Атина, кога се формира грчката држава, Атина не е поголема од обично село. И започнува процес со формирањето на грчката нација, кој што се обидува на некој начин да започнува тоа што се вика процес на градење на нацијата. Има интересна приказка, кога овие баварците, тоест германската управа во Германија, започнала да ја подготвува државата, бидејќи немале никакви институции, немале згради, немале објекти. Па намерно ги рушале црквите во Атина за да се гледа Пантенонот. Да се гледа
да луѓето, обичните луѓе кои гледале нагоре, да не гледаат цркви, него да гледаат нешто што потсеќа на антиката. И на тој начин, преку образованието, преку војската и преку црквата започнува тој спор процес на градење на нацијата. И ова не се случува веднаш. За ова треба 50-100 години да поминат за да почнува да се задои популацијата со своите национални чувства. И мислам, евидентен е случајот со Македонија, например, со областа Македонија, иако во османлиската и мислам османлискиот правно-политички систем не постои таква провинција, областа Македонија доаѓа до интересот на Грција откако Тесалија, тоест областа околу Лариса, е припоена кон Грција, бидејќи Грција етапно се шири. Границите ги здобива малку по малку. Прво ги добива Јонските острови, подоцна да ја добива Тесалија и кога доаѓа до границите на Македонија, бидејќи им е потребно на грчките интелектуалци основа, тие почињаат да го промовираат таа нивна конекција со антиката. Дека тоа парче земја, односно Македонија, им припаѓа нив историски. И бидејќи им припаѓа историски на нив, тие имаат право да го освојат. Иако голем дел од популацијата во областа Македонија е словенска и муслиманска, претежно турска. Например, ние кога зборуваме за населението во Македонија, многу малку се зборува за турците што после Балканските војни и до 50-тите и 60-тите години ги напуштаат овие области од областа Македонија, Османлиска Македонија. А во тоа време, ако например се земат статистиките на Васил Кънчов, 900-та година околу 1/3 од популацијата биле муслимани, односно турци и албанци. И Поведарието доле, мислам, Гравена, тие градови, значи, биле османлиски по својата, а Солун бил еврејски. И како, например, да се навратиме на ова, како грчката нација се развивала, така се развивале и нивните територијални претензии кон останатите држави на Балкан. Кон останатите, тоест области на Османлиската империја. Бидејќи Османлиската империја, како што кажавме, била во процес на повлекување од Европа, на распаѓање, и едноставно грците си ги проектирале своите ментални мапи на картите и сакале да направат оправдување за нивните територијални претензии. Значи, ова што го кажат, со формирањето на националните држави, усред растат и претензиите кон освојување на соседните области, да кажам. Истото се случува и останатите. Еве како аналогија ќе земеме Србија. Истиот процес. Првото востание на Балканот не е грчкото, туку српското од 1804 година. Тоа е познатото на востание на Караѓорѓе. Али кога ова востание се крива против тојците? Ова не е востание против османлиската држава и не е востание за српска самостојна држава, бидејќи во тој период во околината на Белград, во белградскиот пашалук, на власт фактички не е османлиската држава. Де факто се така наречените дахи, ако се чула за бунат против дахи. И тие дахи всушност го тероризираат местото население. Кога српските великодостојници во тој момент, значи тоа се поглавици на села, на селски општини, така се креват на востание, они се креват не против султанот, туку против дахиите, бидејќи дахиите се тие што го тероризираат населението. Значи против постепено ова востание поприма антиосмански карактер, бидејќи тоа трае до 1813 година, со тек на време, со влијание на Русија, значи ова востание поприма антиосмански карактер. На почетокот неговата суштина не е антиосманска. Тоа е многу битно. Мислам, на почетокот има
случаи кога српските востаници се и сојузници со султанот, например. Но на патот на Србија кон независност е многу подолг од грчкиот и мислам дека постепено со Милош Обреновиќ Србија започнува да се развива, добива повеќе прерогативи на самостојна држава, но главната треска, значи, мислам, многу е интересно во случајот на сите балкански држави, први интелектуалците се оние што ги цетаат менталните мапи, а дури подоцна политичарите ги се обидуваат да ги освојат, да ги стават по своја контрола. Има многу интересна книга од Вука Ајаджич, се вика Срби свие и свугде. Така некако доаѓа на српски. И кога он ги набројува областите каде што живее српско население, ја спомнува Босна, Херцеговина, Војводина, пишува дека Срби живеат и во Старја Србија и Јужна Србија, тоест тоа се денешно Косово и Македонија. Но ние не знаеме колку таму има. Значи, чим Вука Ајаджич како еден од главните интелектуалци во тоа доба немал представа за тоа што се наоѓа доле, туку својата информација ги взимал посредно преку стари извори, преку стари конфузни документи, книги, патописи, што може да кажеме за грото од популацијата на Србија, например, која што важела во тој период за селанска земја. И постепено, например, интересен е примерот и со еден српски кнез, Михајло Обреновиќ, кој што под влијание пред на Гарибалди и на Манцини и на војните за италијанско обединување и за германско обединување, сакал Србија да направи Пиемон на балканските Словени, односно Пиемон за создавање на една голема, некои викаат јужнословенска, некои викаат голема српска држава. Овој Михајло испраќа своји представници во областа на Османлиска Македонија за таму да види какво е населението. И тогаш оној познат српски интелектуалец Степан Верковиќ оди во Македонија, во делот на Јужна Македонија и ја пишуваат познатата книга Песне македонских бугаја. Така е насловена, бидејќи тоа било, мислам, од неговите ставови, он е всушност интелектуалец, оди да баја Срби, но наоѓа нешто сосема друго, нешто што не се Срби. И тоа го именува како македонски бугари. Интересно е дека српската национална политика е формирана со така нареченото начертание на Илија Гајашанин. Ова начертание има свој пандан во Мегали идејата на Грција. Само што разликата во тоа што на Мегали идејата е јавен говор, изнесен во собранието во Атина, додека начертанието е политички програм. Кај што вели дека Србија како земја е најмалата територија каде што живее српскиот народ. Срби живеат во Босна, во Херцеговина, во Војводина и мислам ова е онака сублимат некој и вика нашата бојба е да ги обединиме овие земји во една голема земја на српскиот народ. И до крајот на големата источна криза, односно Берлинскиот конгрес, целото внимание на Србија е насочено кон Босна и Херцеговина. Мислам, ова е евидентно како се менува политиката на балканските држави во однос на нивната експанзија и нивното градење на нацијата. Целото внимание е на Босна. Србија влегува и во големата источна криза заедно со Црна Гора поради тоа што смета дека тоа е моментот кога може да Босна да ја стави под своја контрола. Но мислам, како што знаеме, за време на големата источна криза, Босна не успева да, мислам, се вмешуваат големите сили, се вмешува Русија, се формира Бугарија. Србија не успева да ја стави Босна под своја контрола и Босна е окупирана од страна на Австро-Унгарија. Зошто е ова битно? Бидејќи Австро-Унгарија не е она држава како што е Османлиската империја,
во тој момент е моќна и војно и политички и на секој начин и економски помоќна од Србија, таа Србија е принудена да редефинира својата надворешна политика, односно своите територијални претензии. И тогаш тоа што се вика Косовски мит, тоа што се вика претензии кон Османлиска Македонија стапуваат на сцена. Значи, јасно се гледа шифтот како се менува интересот на Србија од Босна и Херцеговина кон Македонија и Косово. Се гледа, например, како започнува српската пропаганда во Османлиска Македонија во тој период, како расте бројот на финансиите фелени во Османлиска Македонија за школите, за учителите, за пропагандните институции. Тоа се случува после 1881 година. Значи, поентата е дека сите ги создаваат своите национални митови врз основа на интересите што ги имаат. Истото се може да се ископира и во Бугарија, со тоа што идејата за Сан-Стефанска Бугарија не е склопена, значи, во Бугарија, во Софија, туку е склопена во Санкт-Петерсбург. И кога Русија ја формира Сан-Стефанска Бугарија, таа не ги има во предвид интересите на Бугарија, туку ги има предвид сопствените интереси геополитички. Бидејќи сака излез на топло море, во случајот на Егејско. И идејата е дека ќе бајаме колку што е можно повеќе, за подосна кога ќе влезем, бидејќи била свесна конкретно Русија дека никогаш нема да ја биде дозволено да има своја, мислам, Сан-Стефанска Бугарија ти е на 20 на километри од Истанбул, кој би дозволил таква држава. Во тој момент Истанбул има многу големо стратешко значење, бидејќи тука се Босфорот и Дарданелите. И Русија едноставно си бајала своја, го бајала максимумот за да го добие тоа што сака. Но овој максимум влегол во идеја, мислам, како ментална идеја кај бугарските политичари дека териториите, како што викаат тие, од Црното море до Албанските планини, се природно бугарски. И целата нивна политика до денеска се базира на тоа. На тој сон што им всушност бил една геополитичка намера да го направат реалност. Затоа, например, војуваат во многу војни, значи 912, 913, 41 година влегуваат во војни само за да го реализираат својот сон за нешто што никогаш не било фактички било освен 3 месеци, никогаш не постоело. И тие 3 месеци кога постоела Сан-Стефанска Бугарија, фактички на теренот, например, во Османлиска Македонија никогаш немала руска управа или бугарска управа, него тоа биле се уште османлиски области. И тоа е, значи, како балканските нации од позиција на тоа да се од населенско општество почнуваат да граат некоја форма на граѓанско општество, кое што на крај завршува во некаква, би ја нарекол, империалистичка фаза, кога едноставно пробуваат да не заостанат во однос на останатите нивни соседи и на тој начин се создаваат овие големо државни идеи, кои што на своја кожа ги осетуваат оние народи што се мали, као македонците, албанците. Добро, мислам, тоа е почетокот и на македонското прашање генерално. И амбициите на државите соседни. Што е со СХС, пример, кралството на србите, хрватите и словените, како дојде до СХС и зошто СХС никогаш не создаде своја нација, туку секогаш остана тоа како кралство на србите, словените и хрватите. Иако имаме предвид дека тие се словенски народи сите, нели? Значи, генерално, тоа е всушност формирањето на СХС доаѓа после Првата светска војна. И тоа е тотално различен временски контекст од овој за кој што зборувавме. Значи, сега што зборував, генерално се фокусираше на 19 век. После Првата светска војна се менува
целата геополитичка ситуација во Европа. Бидејќи Австрија-Унгарија се распаѓа, Словенија и Хрватска и србите што живеат во Војvodina и во Хрватска сакаат на некој начин, бидејќи им е страв од империалистичките амбиции на Италија, на Унгарија, на Австрија, ја гледаат Југославија како свој замок, како бастион, каде што повеќе нема да се партикулирани и слаби, туку ќе бидат субјект во меѓународните односи. Нема да бидат објект, нема да бидат некоја област што ќе биде играчка за покусување на големите сили. Истото се случува и со Србија. Србија гледа дека Југославија е начин на кој што лесно може да си ги реализира својата идеја, сите срби да живеат во една целина. Ја гледа на Југославија ја гледа како начин на кој што ќе го реши своето национално прашање. И Југославија пред се формира зашто постои обостоен интерес меѓу сите субјекти, меѓу хрватите, словенците и србите, нормално на босанците, на албанците од Косово, на македонците, никој не ги прашал, никој немал референдум, никој не се изјаснил, иако имало различити идеи. И овие граници на Југославија, на кралството на србите, хрватите и словенците, се подоцна признаени од Версајскиот мировен договор, бидејќи Југославија се формира 1 декември 1918 година, значи пред да се одржи Версајскиот мировен договор. И идејата е ова Југославија им одговарало исто така и на големите сили, бидејќи ја гледале како баланс, рамнотежа на останатите држави. Како например, доколку имаш јака Југославија, таа јака Југославија, силна Југославија или силно кралство на србите, хрватите и словените, ќе биде бариера за германскиот империализам или хипотетички за тоа што се случува во Русија со Октомврската револуција. Значи, во тој период Советскиот сојуз се уште не се вика Советски сојуз, Советска Русија, али тие ги гледаат овие држави како Полска, како Чехословачка, како Романија, како Југославија, како бариера за од една страна и за болшевизмот, а од друга страна и за империализмот на Германија, што ја предизвика Првата светска војна. И едноставно Југославија во тој период е вин-вин ситуација за сите. И за народите, доминантните народи што живеат во неа, и за големите сили победнички во Првата светска војна, како Англија, Велика Британија, Франција и така натаму. Сега, Југославија е многу комплексен случај. Проблемот е што јас мислам дека освен периодот кога Александар Караѓорѓевиќ ја воспоставува 6 јануарската диктатура и кога постојат изречити, мислам, почетни фази на некакво интегрално југословенство, Југославија никогаш нема таква власт што е дословно посветена на прашањето на создавање на југословенска нација. Ова политика завршува со смртта на Александар и подоцна со формирањето на Бановина Хрватска, што се случува 39 година со така наречениот договор Цетковиќ-Мачек, кога секоја надеж за југословенско единство е потопена во вода. Мислам, ова зборувам за предвојниот период, пред почетокот на Втората светска војна. Иако во Југославија тогаш постојат политички партии што се залагаат за југословенско единство, иако југословенизмот е јака интелектуална струја, Иво Андриć, Мирослав Крележа, мислам дека се викаше Мештовиќ, скулпторот, сите се тоа онака југословени пасионирани, но политичките околности никогаш не дозволуваат Југославија да се етаблира како постојана нација до Втората светска војна.
после Втората светска војна, за времето на социјалистичка Југославија или Титова Југославија, овој процес е комплетно натегнат на друга стена. Значи, случајот со Албанија е исто така интересен, бидејќи голем дел од муслиманската елита, односно муслиманските албанци, биле лојални поданици на Османлиската империја. И главниот препорот, односно главното интелектуално стоење се случува помеѓу православните албанци во Јужна Албанија, помеѓу тоските. И делумно и помеѓу католиците во Северна Албанија, што живеат во околината на Скаде, но тоа пред се поради тоа што Австрија-Унгарија сакала да ги придобие за своји сопствени цели. И сега интересното е тоа што президентската лига се формира бидејќи смета дека албанците на Косово ПЦ смета дека нивните интереси нема кој да ги застапува. Еве, мислам, во нивната перцепција големите сили ја делат територијата на која што живеат албанците, србите, значи Бугарија тогаш се конституира и тие ја формираат президентската лига зашто смета дека нивните права како народ треба да ги застапува некој одредена институција. Мислам, тогаш се случува, тоа е интересно, интересно од историска перспектива, али албанците живееле, значи, пред големата источна криза скоро до Ниш. Тоа не било, мислам, онака компактна етничка територија, но била територија измешана помеѓу словенското население во тие краишта и албанците. И кога се случува да Србија ги освојува тие области, тогаш всушност доаѓа до едно на некој начин етничко чистење на албанците од тие краишта. И голем дел од нив се као бегалци подоцна населуваат во Косово и дел во Македонија, Албанија и останатите краишта. И бидејќи албанците свесно и со право се плашат за нивната судбина, не сакаат да бидат дел од не сакаат да бидат играчка во големите сили, балканските држави, тие формираат президентската лига, како што кажавме, иако на почетокот ова лига е на муслиманска основа, односно има представници на муслиманите од Санџак, подоцна се добива форма на албанска на некој начин национална влада, која што бара автономија на Албанија во 4 вилајети што тие ги сметаат за албански. Тоа е Косовскиот, Битолскиот, Скадарскиот и Јанинскиот, во Јанина. Мислам, президентската лига е генерално прв онака изблик на тоа кои сме ние албанците и кои се нашите територии и каква сакаме држава. И постојано, мислам, пред почетокот на балканските војни има неколку албански восстанија што се подигнати како бидејќи албанските властела пред се незадоволна од тоа како османлиите и упремуваат со тие области, а и едноставно ги чуваат од претензиите на балканските држави, бидејќи цело време постои атмосфера дека територијата на Албанија ќе биде разграбана од балканските држави, а ќе нема кој да ги одбрани тие области. И Албанија се формира 1912 година, нејзиното постојање е мислам меѓународно признато со лондонската декларација, тоест лондонскиот конгрес во 1912 година, така да генерално тоа е областа на тоа што денеска е Албанија, останатите делови со балканските војни влегуваат под власта на Србија, тоест Србија и на крај кралството на србите, хрватите и словенците. И постојат, мислам, Косово генерално е нимерно подрачје се до 1925 година, значи и по завршетокот на Првата светска војна,
постојат големи побуни во Косово против власта на генерално на Себија и тоа во околината на Дреница, генерално Јуничките планини и тие. Мислам, тогаш се и оние познатите качаци, тогаш делуваат. Али генерално е тоа. Добро, После односите се многу динамични би кажал, со кралството на србите, хрватите и словенците. Интересно е, например, дека на Ахмет Зогу кралството СХС му помага воено да се врати на власт во Албанија, да ја презеде власта. Мислам дека 1926 година. Така да, овие односи, мислам исто како и потосна, лавираат помеѓу геополитичката ситуација. Дали едните или другите имаат интерес од тоа. Мислам, тогаш се вклучува и границата помеѓу кралството СХС и Албанија. Интересен например факт е дека Свети Наум во Охрид едно време бил под албанска во границите на албанската држава, но подосна со договорот со кралството СХС влегол на страна на Југославија фактички. Добро, Стефан, ти благодарам. Значи, понатаму би продолжиле со втора емисија, се надевам, за периодот од Втората светска војна, формирањето на новата Југославија и автономијата, нели, на другите земји, како Босна, Херцеговина, Македонија, па Црна Гора, Косово и така натаму. Да. Мислам, прашањето на Југославија е многу комплексно, поготово мислам, има интерес за Југославија, важи во највеќе она поговорка или она кажување на не се сеќам, мислам дека беше Черчил, дека Балканот произведува повеќе историја од што може да издржи. И во Југославија за тие години од 44 до 90 година произведува толку многу историја што не е можно тоа да го фатиме и сега, бидејќи тие односи лавираат, значи, од многу фактори, од надворешно политички, од субјективни внатрешни, од самите личности како Тито, од општите интелектуални стојања во тој период. Али се надевам дека ќе најдеме време и дека детално ќе ја анализираме ситуацијата во Југославија после Втората светска војна, па се до нејзиниот распад. Да, и ја се надевам и валјда ќе направиме тоа што поскоро. Добро, ти благодарам, ако нема што да додадеш нешто, би привршувале тука? Да, мислам, би додал уште нешто, ова е онака чисто методолошки, значи се што кажувам, треба ова го потенцирам секаде. Се што кажувам, го кажува, треба да се земе со резерва, значи мислам луѓе сме грешиме. Али генерално би предложил некоја литература која што можат тие што се заинтересирани да ја прочитаат, што сметам дека ќе им допринесе за подобро да го разберат Балканот генерално и формирањето на нациите. Тоа се следни век книги и автори. Значи први околу теориите за национализмот, како класици се книгата на Ернест Гелнер "Нација и национализам", книгата на Бенедикт Андерсон "Нации за мислени заедници", книгата на Ентони Смит "Национален идентитет" и книгата на Ерик Хобсбаум "Нациите на национализмот после 1789 година. Во врска со балканската историја би предложил пред се книгата на Барбара Јеловиќ "Историја на Балканот", има преведена на македонски. Книгата на Марк Мазовер "Балкан", исто така на македонски. Книгата на Стивен Павловиќ "Балкан 1804-1945", таа е на српски, али е добра книга, и за грчка перспектива на настаните од Ставројанос "Балкан после 1453 година". Таа исто има на српски. Ова ќе им ја исто така добра и книгата на една
бухарска историчарка Марија Тодорова се вика Замислувајќи во Балканот, и оваа книга поише збори со перспективата на западните, на западњаците генерално кон населението на Балканот. Како тоа се менува од филија кон поезија, кон стереотипи и така натаму, али овие книги би дале онака фина представа за почетна нека основа за тоа што е Балканот, како настануваат балканските нации, што е проблемот на Балканот и евентуално дава простор историјата да се разбере, за да може подоцна да преку сегашноста да ги согледаме проблемите кои што биле од порано и да делуваме. Да, одлично. Ти благодарам, се надевам дека нашите гледачи ќе прочитат некои од книгите што ги наведе. И јас исто така. Па Стефан, ти благодарам уште еднаш што беше гостин. Со надеж дека ќе се видиме што поскоро до друга емисија. И почитувани гледачи, за повеќе емисии следете на YouTube каналот Гласни идеи.